Дедо Мраз на децата им носи подароци пред, но и на новогодишната ноќ. Неговиот лик ги развеселува децата и тие со нетрпение го чекаат цела година за да им ги исполни жилбите и да ги изненади со саканиот подарок. Како што кажав и претходно, во денешната емисија ќе имате можност да го запознаете нашиот Дедо Мраз од Кавадарци. А тоа е и господинот Ѓорги Варедов. Добро утро и добро ни дојдовте уште еднаш во утрински зрак. Добро утро, добро ве најдов. Баш ми е мило што ете сум гостин во вашата емисија. Така. Господине Ѓорги, јас ете гледачите имаа можност со самиот прилог да се запознаат за нашата денешна тема на која ќе разговараме. Еве да кажеме од каде идејата за вакво нешто да створите во Кавадарци, токму во вашиот двор. Идејата е фамилиарна. Претежно моите родители, секогаш ете уште од времето, во нашата куќа секогаш имало народ, дружба. Така да тоа е еден дел од сета оваа приказка, бидејќи богатството на човекот е во душата на човекот. Значи, кога има народ во својата куќа, кога дечиња трчаат низ дворот, тогаш човекот е најбогат. И јас идејата ја видов по другите земји, украсувајќи ги елките, така да продолжив и јас, али со тоа што го направив на друг начин, така да е скоро 19 години почнав да канам и дечиња. Секој се знае на почетокот беа помал број, но сега како иде овие последните 4-5 години, претежно се од 300 до 500 дечиња че обавезно доаѓаат да го посетат мојот двор. И секоја година канам од било каде дечиња од Републиката. Така. Колку време веќе постои оваа новогодишна бајка, поточно и дворец би го нарекла во вашата општина? Ова е 19 години, кажав 19. јас. Да, 19 години на тој начин купив, добив една шеска на лото, купив 6 дрвца, меѓу кои елка, природна елка имам во дворот, значи природната елка се краси, која е веќе 7 метра. Значи правам скеле за да ја украсам и тоа е една од можеби најголемата природна елка украсена. Така да на тој начин почнав да ја украсувам секој ден и точно тоа е 19 години оваа година. Така, колку време ви е потребно за да го припремите овој ваш двор за овие предновогодишни и божјекни празници? И колка временски период стои од почетокот на декември, верувам, до крајот на јануари, така? Зависи од организацијата, колку дечиња планирам да дојдат и секогаш претежно почнувам некаде околу 15-20 ноември. Зависи али кога ќе се гледаш во нашата фамилија, припремата почнува од 1 септември. Значи секогаш се наоѓа и некоја друга измена да има во дворот, да не биде секоја година. Прашање ми беше дали со текот на годините верувам дека имате направено безброј промени, имате ставено нешто плюс, имате нешто извадено. На што се должат сите овие промени? Што имате, што е она што најмногу се променило до сега? Промените се тие што секоја година дворот е од убав по убав. Секогаш има повеќе лампиони, повеќе играчки. За сето тоа да се спреми, значи ми требат минимум 10 дена и тоа комплет со цела фамилија, значи го правиме ово со голема радост, голема желба. Па и останатите денови работиме до 9, 10, 11, 12 часот, на ноќта, без разлика на временските услови. Значи никогаш ништо не спречува кога нешто се работи со голема љубов. Така, во очекување сме и на снегот. Со снегот ќе биде уште по новогодишно украсен вашиот двор. Што е она што кажавте дека безброј дечиња го имаат посетено вашиот двор од целата Македонија? Што е она што најчесто ви го поставуваат? Кој е она најчесто поставувано прашање од страна на децата? Дали веруваат во легендата на Дедо Мраз? Децата веруваат во Дедо Мраз и се многу радосни. Претежно им правам да биде поинтересно и доаѓам горе од ридот, така да децата кога ќе го видат Дедо Мраз горе на ридот, веднаш трчаат по него, го прегрнуваат Дедо Мраз, веднаш кажуваат желби и кој сака играчка, кој сака кукла, некогаш мандолинка, некогаш некој чоколадо и сегаш децата имаат желби. Така да Дедо Мраз им ги исполнува и на тој начин им подарува новогодишни честитки. Така.
Каква е реакцијата на децата кога им ја раскажувате? Верувам дека и легендата за Дедо Мраз веќе им ја раскажувате на нивното доаѓање, на нивната посета во вашиот двор. Дали веруваат? Па децата веруваат и веќе децата кога ќе ги прашаш, секогаш јас ги прашувам како се викате вие, ќе ми го кажат името, Так. а потоа ги прашувам а како се викам јас, сите велат Дедо Мраз. Значи, сегаш веруваат во Дедо Мраз и знаат дека Дедо Мраз доаѓа од Лапонија, но прашуваат претежно каде е санката. Затоа, бидејќи живеем на Рид, им кажувам дека е горе на Ридот, мислам, бидејќи нема снег и оставена е подалеку од мојата куќа, од дворот на Дедо Мраз. Так. Од најобичен двор створивте и вие еден вид на музеј. Со што располагајте, да го наречам така наречен музеј? Па, дворот мој е токму поделен на два дела, зимски и летен двор. Музејот беше желба да каде што одев работев, секаде се загледав стари работи. И на тој начин сите луѓе ми ги даваа работите и се што е во мојот двор нема ништо мое. Значи сето е дадено од народ. А чим некој ти го дал, значи сигурно има огромна верба во мене. Значи стварите стојат, секогаш се надвор, никогаш не се прибираат, има Так. доста убави, доста стари работи, доста вредни, мада е огромна обврска сите тие да се одржуваат. Значи секоја година мора да се пајцираат, да се прочистат. Така. Она што друго би сакала да ве прашам е кое е чувството да се биде домаќин на толку многу деца, чии жилби се семенуваат во ритмот на сите оние светилки кои што ги имате во дворот. Верувам дека сите деца имаат најразлични жилби. Кои се оние најинтересни, да речам, жилби од страна на децата кои што вие ги знаете, па еве да ги пренесам? Па децата претежно кажат, значи најголемите желби се секогаш бараат куква, играчка, некоја си што е по нивна желба. Так. Многу ретко бараат чоколадоли и бомбони, сепак Дедо Мраз им дава и чоколади и бомбони. Так. А желбата на Дедо Мраз е огромна, тоа дури не може човек да го објасни. Значи, кога во еден момент имаш 200 дечиња во дворот и кога сите тие дечиња ќе тропнат со ножиња, ќе плеснат со рачиња, мислам Дедо Мраз тогаш токму се наоѓа во облаци. Значи, тоа е една огромна радост дека душата ти лета. Значи, убавата работа е дечкиот џагор, кога ќе го слушниш во твојот двор, нема поубаво нешто или побогато нешто во душата на човекот. Така. Вашата улога е на Дедо Мраз во вашиот двор, но кажав и претходно дека ова сепак ви е фамилиарно. Каква е улогата на вашата сопруга и на вашите деца? Па сите со мерак го работат и се надевам Так. дека и моите деца ќе продолжат оваа традиција, бидејќи им кажувам дека големото богатство е во душата на човекот. И на тој начин го сваќаат сите, помагаат сите. Значи ова се работи фамилиарно и со огромна љубов. Значи воопште не замараат другите работи, него секогаш планираме, значи кажав, дури од септември месец планираме што ќе биде, како ќе биде и секогаш не во планови за новата година. Значи, кај нас нова година трае 6 месеци. Так, навистина интересно. Оне што друго би сакала еве да ве прашам, дали ви се случило да добиете честитка? Добра знаеме дека и оние новогодишни честитки, освен Дедо Мраз, се символ за новата година. Дали ви се случило да добиете на вашата домашна адреса некоја честитка за нова година од оние гости кои што биле претходната година или така натаму? Да, секогаш да, и добивам од претходните генерации, мислам, дечиња што беа, обавезно добивам честитки, се со најдобри желби за Дедо Мраз. Мислам, така да и Дедо Мраз им посакува на сите дечиња здравие, среќа, радост. Тоа е најголемата работа, мислам. Богатството е во душата, кажав. Сепак и кога детето го гледаш радосно и весело, родителите се уште повеќе повесели и порадосни. Значи, кога ќе добием честитка или поклонче од било кое детенце, и Дедо Мраз исто се радува како децата што се радуваат. Така. Освен дечиња од Републикава, од нашава земја, дали ви имаат посетено некаде од страна, од надвор од границите на Македонија, дали веќе и знаат за вашиот дворец, би го нарекла уште еднаш? Нели доаѓаат претежно нашите иселеници. Так. Разбираат, доаѓаат секогаш и сите се чудат. Јас кажав дека ова е нешто што многу ретко каде може да се види. Ова е еден вид како Дизниленд. Значи,
човек да дојде и да го прошта Ето, своето... можеме да погледнеме и од инсертите кои што ги одат во позадина на Да, нашиот да го посети разговор. мојот двор, значи мислам дека е нешто прекрасно, без разлика на возраста. Значи кога јас секој ден се воодушевувам што е во мојот двор, може да замислиш другите кога ќе видат, бидејќи има премногу играчки, премногу лампиони, премногу има фонтанички, има дечиња кои јаваат на теленца, има селенче, има количка, има шталичка, значи нема што нема. Има дрвени, наоѓам каде што работам, значи дрвени фигури од животни. Значи тоа е нешто Така, што, значи супер. секогаш кажувам, кај мене се нешто живее, без разлика дали е камен, дали е дрво, секогаш во тоа наоѓам некоја си уметност. Така. Одлично. Имате ли соработка со училиштата и во Кавадарци и надвор од вашата општина? Како стоите со соработката ете и со градинките, бидејќи претежно кај вас доаѓаат дечи? Па соработката со училиштата ја имам, бидејќи Така. одам, јас ги поканувам, Така. а некако за да дојдат сами, не знам што е проблемот, дали се засегаат или јас им кажувам дека дури може да дојдат и да се организираат, па Дедо Мраз е тука. Така. Значи тоа ќе им дојде како една приредба. Така. Но сепак народот се засега. Во што е проблемот не го знам, а иначе со општината се уште немаме соработка. Значи, ете, јас планирав, имав желба пред 2 години, 2500 деца да поминат низ мојот двор. Значи, почнав да го спремам дворот, уште ноември месец направив посебен мост, значи, за да може децата да кружат. Наравно, тоа не испадна ништо, потоа решив сам, па ги поканив сите дечиња од селата, од Тиквешијата, беа некаде околу 200 и кусур дечиња, им обезбедив превоз на дечињата, така да децата дојдоа во мојот двор и им беше една прекрасна екскурзија, значи децата беа пресреќни, презадоволни. Така, и еве за последно да кажеме каде можат да ве најдат сите оние кои што ете не гледаат во денешното издание Нутрински зрак, каде можат да ве најдат сите заинтересирани дечиња кои што не гледаат, па и нивните заедно со нивните родители. И ете последна порака од Дедо Мраз за ова издание. Па за да ме најдат е многу лесно и едноставно. Јас сум над паркот, тоа е фактички над игралиштето. Значи од игралишто во Кавадарци, некаде околу 300-400 метри се оди по главната улица, потоа значи нема кој не ве знае во Кавадарци. Да, па сепак и дворот, да, мада од самата улица од главната не се гледа, али без разлика. Кога ќе стигнат над игралиштето, кои да прашаат тамо, сепак знаат каде е Дедо Мраз, бидејќи ова е веќе кажав 19 години, значи тоа го знаат и го препознаваат сите. Така. И уште за ете на крајна порака да сите дечиња од директно од Дедо Мраз, што би им кажале вие? Па да се здрави, живи, весели и секогаш да бидат насмеани. Така. Бидејќи осмехот ја прави душата среќна, весела. Кога дете ќе видиш да се смее, значи секогаш им треба да им обраќаме малце повеќе паžnја и на дечињата. Значи сепак надежта е во децата. Значи децата се нешто што треба да бидеме ние горди и затоа треба да се мислам да се радуваме и ние на нив, а и децата на нас. Значи се најубаво, среќа, радост и здравје. Така. Јас ви благодарам што бевте денешен гостин во нашата утринска емисија. Ви ни го развеселивте ова утро со вашето присуство. Ви посакувам, еве, ја користам оваа прилика, ви посакам среќна нова година и среќни божјекни празници, па се гледаме наскоро, се надевам. А и еве уште една покана до сите оние кои што не гледаат. Па, кој што има желба и кој што сака да го посети мојот двор, може да повели. Секогаш Дедо Мраз е спремен и ако не барем едно чесенце ќе им даде на дечињата. Така да на сите ваши гледачи на вашата телевизија им посакувам се најубаво, среќна нова година и душата да биде, мислам, претежно желбата на нивна да биде во душата на, значи не во силата и во моќта, него во самата душа и да бидат сите среќни, весели и здрави. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.